Да речам, нели има луѓе кои што сакаат да чујат туѓо мислење, совети да земат предвид и така натаму. Јас најчесто сакам сопствениот глас да си го слушнам. Секогаш човек може да си најде време за себе. Значи можеби тоа нема да се 2 часа, 3 часа во денот, можеби ќе се 20 на минути и се е прашање на приоритети и како менаџирате со времето. Ако ја цените рибата по тоа како вози велосипед, секогаш ќе сметате дека е неспособна. Меѓутоа рибата не е создадена за да вози велосипед. Ако немаш образ во оваа професија, немаш ништо. Ексклузивитет, не ми треба сензационализам, не ми треба тепачка крв пред камери. Кога секогаш велиме дека кај нас ништо не функционира, тоа е апсолутна лага. Значи, нели, и како новинари не треба да прибегнуваме кон тој речник. Катерина, како си? Одлично, благодарам на ова исклучително важно прашање. Да. Баш ми е мило што ќе можеме денеска да поразговараме малце повеќе за твојата професија како новинарка, за ментално здравје, за животот. Да. Ма пред да влеземе во сето тоа, сакам да те прашам, што е за тебе ментално здравје? Ментално здравје е за мене една благосостојба на душата. Значи, кога тоа што го мислите, тоа што го зборувате и тоа што го правите, сето тоа заедно е во една хармонија. Значи, кога нема дискрепанца или неусогласеност помеѓу сите овие три елементи. Значи, кога сте спокојни. Да. Мене омилено прашање одма после ова ми е од каде доаѓа таквото размислување, таквиот начин на живот кај тебе, бидејќи нели не се раѓаме као мали, окей, Да. сега ментално здравје, вака ќе живееме, вака дали имаше и моменти кај тебе кај што се сеќаваш дека окей, менталното здравје е важно, треба повеќе да се посвети внимание, сама да си посветиш повеќе внимание и дали имаш таков момент кај тебе? Па да, секако во различни етапи од животот, мислам дека сум имала периоди кога сум сакала да се фокусирам повеќе на себе си, на тоа што ми е важно, кога човек нели се наоѓа пред некакви предизвици или пред некакви крстосници во животот и треба да се одлучи, да се донесе некоја важна одлука, тогаш обично знам да се затворам сама со себе, да речам, нели има луѓе кои што сакаат да чујат туѓо мислење, совети да земат предвид и така натаму. Јас најчесто сакам сопствениот глас да го слушнам, а за него да го слушнам вистински ми треба малку тишина и малку мир и обично тоа сум го правела. Значи сум знаела сама да се затворам со себе си, да си поразговарам со себе си и да се ја донесам одлуката за која што во дадениот момент сум мислела дека е исправна. Да, многу е интересно колку мислам, сите ние сме различни, на секој еден од нас не треба нешто различно. Колку е тешко, например, или лесно можеби сега за тебе да најдеш тоа време, окей, ми треба 10 минути, ми треба саат време, ми треба толку за да се слушнам, да видам што се случува. Луксузот да се најде тоа време се менува со годините и со врските. Кога сме млади, кога сме помлади, мислиме дека навистина сме многу зафатени, имаме премногу обврски и така натаму, но сега од оваа перспектива, кога ќе погледнам назад, мислам дека во тие студентски, средношколски години, па и оние после студирањето првите години, да речам, сум имала навистина повеќе време од сега. Потоа со годините, особено откако станав мајка, и приоритетите се менуваат и начинот на кој што го распределуваме сопственото време, но мислам дека секогаш човек може да си најде време за себе. Значи можеби тоа нема да се 2 часа, 3 часа во денот, можеби ќе се 20 на минути, ама тие 20 на минути мора да се ги најдеш и се е прашање на приоритети и како менаџирате со времето. Значи наместо да скролам 20 минути ќе си бидам сама со себе, ќе земам книга или ќе размислувам или ако ништо друго, не знам, ќе влезе човек во бања, ќе се бањаш 20 минути, ќе лежиш у када и ќе размислуваш за себе си и за тоа што сакаш да го донесеш како одлука. Да, па и тоа што спомна ти, мислам, пешачеше до овде, значи тие некои минути можеш да ги најдеш место да се качиш во автобус или у кола. Точно. Каде што имаш, знаеш, кога возиш е малце поразлично, не можеш целосно да се исклучиш, ама кога пешачиш. Јас не возам. Да. И тоа ми е исто.
како неколку имам придобивки во едно, значи едно на некој начин е физичка вежба, затоа што пешачам, друго исто си имам време да размислувам, и трето што често сакам да го правам е дури еве и во Скопје, сега викендов бев во Охрид тоа исто си го правев, утрината пешачав, сакам да шетам низ нашите градови, низ познати места, како прв пат да шетам. Значи си правам некаква имагинација во глава дека еве сега сум турист и како ќе го доживеам ова место ако прв пат го гледам. И секогаш наоѓам нешто ново. Например, на една обична партизанска, кога поминувам 5-6 пат, наоѓам се по некои нови работи кои што ги забележувам, и тоа ми е една ментална гимнастика и ми е многу, мислам, онака интересен ритуал. Да, секогаш нешто слично кај што ако пошто ја пешачам многу, не се раќам никогаш по истиот пат на кој што сум. Да. Пошто малце ми е досадно и плюс кај што кажеш ти нешто ново секогаш можеш да најдеш, ама тоа како беше го земав патот што е помалку оден и тоа е направи разлика. Да, ама и знаеш, кога патуваш е многу убаво пешачењето, бидејќи навистина можеш да се на некој начин да запознаеш градот. Да, може нема да биде временски поефикасно, ќе потрошиш повеќе време, ама... Па со сообраќајот во Скопје и тоа е дискутабилно, дали некогаш пешки навистина побрзо се стасува, и од друга страна ги гледаш и луѓето. Значи ги гледам нашите сограѓани. Например, сега кога доаѓав наваму, имаше двајца господа кои што си шетаа кучиња, па таа комуникација меѓу кучето и собственикот, па две бабички кои што повозрасни господје, да не навредам, да не некој се свати тука и джизам дека правам, меѓутоа тие си разговараа меѓу себе, во еден момент се прегрнаа. Значи има многу такви слики кои што можете да ги впиете и кои што на некој начин може да бидат и многу инспиративни, особено за човек како мене кој што раскажува, пишува, твори и навистина таа дневна комуникација на луѓето му е важна. Да, и многу е важно без разлика од професија да практикуваме малце, да застанеме, да побавно да живееме некој живот кој што секако не тера да одиме брзо, со многу врски, работа, дома, семејство, ама ни треба да имаме некои ритуали, ако ништо друго, ако не и повеќе, да застанеме, да практикуваме малце побавен живот. Тоа е многу важно, особено ако го сватите вака на ваши помлади години, затоа што не знам, пак ќе речам, младоста се носи чувство на семоќ. Значи мислите дека навистина светот е ваш, тоа е многу убаво чувство. И најчесто и затоа и сите револуции, сите големи промени во едни општества се правеле од силата, од гласот на младите, и тоа е навистина тој отпор, таа идеја за промена е важна да постои и да се негува. Меѓутоа, од друга страна, како што поминуваат годините, човек сваќа дека и со поспокоен начин или со некаков тип на не компромис со вредности, меѓутоа компромис со тоа како се троши времето, можете да направите разлика и промена, затоа што во даден момент ќе сватите дека доколку сами со себе не сте задоволни, доколку вашето ментално, физичко и секакво здравје не е на место, вие нема да можете да бидете од корист ниту за семејството, ниту за општеството во целина. Мора вие да сте добро за да правите добро. Мора вие да сте силни за да можете да бидете доволно силни да наплики да носите некаква општествена промена. Да, таа идеја дека ако ја не сум добар и ако ја не посветам време на себе, нема да бидам најдобрата верзија за другите околу мене. Апсолутно. Токму тоа. Тоа ми беше поентата, дека човек мора да се стави себе си понекогаш на прво место, токму заради тоа што му се важни луѓето околу него, а важна му е и државата како таква, па и светот, зошто да не? Да, и тука доаѓа, се сеќам, нели сега кога ми текнува, кога си враќам филмот наназад, кога си во училиште и сега сакаш на седа, знаеш, ако си некој, ја по сите надпревари идеш по математика, па вакво, па она, и после сваќаш чека, јас не можам се, и тука некаде ја за прв пат почнам, окей, сега, дали ќе идам на се, она, стретчтин, ќе бидам кај што немам повеќе што, или ќе се посветам на едно, на две, и така, тоа може би ми помогнало сега да полесно ми на некои работи да кажам, окей, не можам ова, бидејќи треба да се посветам на ова, и во случајов за менталното здравје, не секоја нова можност нам ни помага како личност да се изградиме. Може ние ќе прифатиме, ќе завршиме работата, ама она идеја
тека неколку чекори назад, Да. за после да можеме да идеме напред. Апсолутно имена изрека или реченица што многу ми се допаѓа, тоа е дека ако ја цените рибата по тоа како вози велосипед, секогаш ќе сметате дека е неспособна. Меѓутоа рибата не е создадена за да вози велосипед. Така и со луѓето. Секој човек си има своји таленти, своји желби, своји предиспозиции. Клучното е како да ги пронајдете. Клучното е кога човек ќе си го најде тоа во кое што е најдобар, во кое што има најголем потенцијал, ќе создаде некакви можности, тој потенцијал да го искористи. Тие можности понекогаш за некои луѓе се полесни за создавање, затоа што има поддршка од околината, од семејството, во некои држави, нели од општествата, затоа што нашите деца немаат еднакви потенцијали со децата кои што живеат во навистина средени развиени земји. Тоа е факт. Исто како што и деца од некои уште понеразвиени држави од нашата земја немаат потенцијали како што ние ги имаме. Значи, општеството, социјалниот аспект е тука, семејството, многу аспекти влијаат, меѓутоа на крајот и нашиот Колен Неделковски рекол дека секој човек си е самиот одговорен да го живее животот страствено, да го живее животот со полна пуќа, што велат нели старите, и да ја најде смислата на сопствениот живот за да може да блесне. Да, од каде иде новинарството еве? Сега баш на ова мислам дека совршено ми иде од каде новинарството? Од секогаш. Да. Значи јас на пример немав никогаш дилема што ќе бидам во мојот живот и тоа на некој начин ми е олесни приказната. На пример, еве моите деца веќе се 9 и 11, се уште немаат некакви афинитети, мислам немаат идеја што сакаат да бидат, тие си прокажуваат афинитети кон дадени области и навистина имаат таленти во дадени области, меѓутоа на прашањето што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, секогаш се уште велат дека имаат време, јас тука ги охрабрувам апсолутно затоа што навистина имаат време и тоа не е прашање на кое што мора да се одговори веднаш, но за мене на мои 8 години, значи ептен како мала, почнав со работа во Радио Тетова. Значи тоа не беше работа, нели? Туку тоа беше детска емисија која што од нашето училиште ја имавме и се однесуваше на екологија. Потоа бев во Радио Скопје како дописник, исто повторно, емисијата се викаше Еколошка радиочитанка. Еднаш неделно се јавував со новости од Тетова, јас сум од Тетова, таму сум родена, таму израсната, и правев пресек на неделата што нашите училишта во градот, децата од нашите училишта, какви активности правеле еколошки. За потоа, кога веќе бев и во средно, бев во гимназија и апсолутно знаев дека мојот пат ќе води кон новинарството, немав дилема што ќе се запишам на факултет. Имав среќа да паралелно со студиите веднаш почнам и да волонтирам. На времето така се волонтираше во дневниот весник Вечер. Бев избрана од мојот драг професор Веле Смилевски. И паралелно студирав, паралелно волонтирав, за потоа веднаш и да се вработам како хонорарец и така натаму потоа си тече мојата професионална приказна, но немав дилема дека нешто друго би сакала да работам. Тоа е интересно, дека јас ми текнува, ја кога сум бил 4 години, сум сакал да бидам председател на Македонија. Не знам зошто, не знам Еднаш како. син ми тоа кажа, ма кажа градоначелник на Скопје. Да, малку по. Сега веќе не сакам да бидам председател на Македонија. Да. Зошто? Или тоа е тема за друг подкаст. Мислам дека немаме толку многу време за тоа, ма знаеш, од секојаш сум сакал и се сеќавам кога веќе дое време ме интересирало секојаш политика, сум читал весници кога мал, ми било интересно и кога дојде да запишувам веќе размислував помеѓу политички науки и новинарство, одлучи политички ради тоа што беше на англиски смерот и ама беше тоа интересно бидејќи од секојаш сум знаел дека тоа сакам, дали да работам или да се пробам во тоа и сето тоа, и во даден момент дојде, ја ми треба да одморам малку, зашто реално негативно ми влијаеше на ментално здравје, бидејќи премногу работи се случуваат. Знаеш, работи кои што јас се сеќавам од после кога веќе се откажав од ги завршив студиите, ама се откажав и се посветив малку повеќе на ова и на спорт. И зборувам со колеги, вика, ти си единствена личност што не мислевме дека никогаш ќе се откаже, бидејќи све знаеш. Мене тоа од секогаш како кај тебе тоа влијае, знаеш, кога веќе ќе навлезеш во тој некој живот на новинарство, на каде што знаеш се, ги знаеш сите работи кои што луѓето може и другите не ги знаат. Многу повеќе од се и имаш работи кои што
можеби и си било окей, ова не требаше сега да знам поради тоа што еве сега кога размислуваме војни се случуваат работи кои што можеби негативно влијаат врз нас. Како еве ти издржа на некој начин да влезеш во тој свет и да останеш таму години после тоа? Тоа не знам. Проклетството на новинарството никогаш нема да се речеш ова не требаше да го знам. Колку и да е тешка некоја информација, гладта да се знае е секогаш таа која што победува. Јас се водам од тоа дека нели како велат изберете професија која што ја сакате и нема да треба да работите ниту еден ден во животот. Јас токму тоа го направив. Јас не се чувствувам дека работам. Значи јас навистина уживам во тоа што го правам. Мојата професија е таква што нуди многу можности. Јас сум почнала како новинар во културна рубрика и скопска, на времето секогаш така се почнуваше, значи тоа беа некакви основи, црна хроника, некакви основи каде што вие учите како вест да напишете, основите на новинарството да ги примените и така натаму, за да веднаш потоа продолжам кон тоа што го сакав, а тоа беше политичко новинарство. Меѓутоа работев дневно новинарство, значи покривав дневни активности на политички партии, политички субјекти, наши политичари и така натаму, па потоа станав собраниски известувач, значи известував од парламентот и кога се префрлив во весник, станав многу млада уредник, на 23, можеби најмладиот уредник во земјава, на 24 веќе бев помошник главен уредник. Во Капитал, кој што важеше за еден од најдобрите политички бизнес магазини не само во Македонија, туку и на Балканот. И потоа, значи, сакам да речам дека ми се менувале начините на кои што сум се доживувала професијата. Значи, од пишано новинарство, пак се вратив на телевизија со мојата емисија. Новинарството нуди многу можности, така што никогаш не е здодевна. Можете да се, како што растете, да се пронаоѓате во различни форми. Пишувам и колумни, значи тоа е сосема нешто различно од тоа што го правам на телевизија. Самата емисија ми даде можност да созревам многу од аспект на знаење. Јас секогаш сум следела политика, прво внатрешна, па потоа се специализирав за надворешна политика, а меѓутоа со емисијата почнав да следам се затоа што емисијата, нели Агенда 35 е таква да покривам различни поглави од преговорите со Европската унија, кои што сите држави ги водат, па учам за земјоделство, учам за безбедност на храна, учам за економска проблематика, значи многу теми кои што јас самата не сум ги знаела, сега ги осознавам на некој начин и навлегувам подлабоко и тоа ми е нешто што ме исполнува затоа што самата си го градам моето знаење повеќе. И она што е за мене важно е што јас сега во оваа фаза од животот во последниве години не се фокусирам на македонската политика од дневен аспект, туку можам да си дозволам да ја давам пошироката слика, да имам гости кои што ретко се среќаваат во нашите медиуми. Не сакам да се занимавам со овие дневни препукувања на политичките партии. Сакам на граѓаните, кога јас ќе викнам гостин кај мене, не го викам за да се расправам со него, туку сакам и јас нешто да научам и публиката нешто да научи. Најчесто тие гости кои што јас ги викам се такви, значи луѓе кои што имаат што да кажат и кои што јас ги ценам самата и затоа им давам медиумски простор. Сакам да речам, новинарството е за мене љубов. Колку и ова да звучи како клише, навистина е така и мислам дека ако не се доживува професијата така, тогаш е заудно потрошено време. Новинарството не носи многу пари, меѓутоа носи разни други придобивки кои што човек треба, ако е така создаден, може да го направат навистина среќен, контакти, разни информации кои што ги доживувате, знаења, едноставно таа динамика која што ја имате во секојдневното функционирање овозможува да се прошират видици, многу патувања, средби со различни луѓе, различни култури. Човек расте, човекот се развива преку самата професија секојдневно и мислам дека тоа навистина за мене беше идеалниот повик. Да. Што најмногу ти помогна на сам почеток, рече дека имаш сменето неколку различни аспекти на новинарството уште на сам почеток на тој почетни пат. Што највеќе ти помогна на самиот старт, кога веќе започнуваш со факултет, почнуваш во пракса? Секогаш, јас мислам дека многу е важна улогата на менторите и на уредниците. Јас сум имала среќа
да имам исклучителни ментори, исклучителни уредници во сите фази од мојот развој. И јас сум внимавала кој ќе ми биде уредник, нели? Меѓутоа и така сум имала и среќа, така се погодила нештата, да навистина работам во редакции кои што имале квалитетно уредништво. Значи, улогата на уредниците, улогата на тие кои што те воведуваат во самиот процес, тоа што го учите од нив, низневната работа, не се споредува со она што го учите на факултет. Особено кај нас, за жал, нашиот факултет, верувам дека се уште е така и во времето кога јас студирав, не нуди многу практична работа и начинот на кој што изгледа една редакција, сите предизвици со кои што се соочувате во неа, не можете ни да ги замислите во студентските клупи. Затоа е важно кога вие ќе влезете веќе во тој погон на направење вести, да имате човек или луѓе кои што ќе застанат зад вас, ќе ве заштитат кога треба, ќе ве насочат правилно, затоа што навистина сега зборувавме за убавите аспекти на новинарството, но новинарството е навистина ризична професија, особено од аспект на не само на лична безбедност, затоа што и тоа се случува, повеќе од аспект на губење на моралниот компас. Мислам дека тоа е многу важно, човек да биде начисто кога влегува во оваа професија, да биде свој и да биде доследен на себе си и да биде верен на она што е суштина на новинарството, тоа е јавниот интерес. Во моментот кога вие мислите дека можете да правите компромиси со јавниот интерес и со улогата ваша, мислам дека треба да се напушти оваа професија, дека тоа е чесно. Нема да навлегувам, нели нов подкаст ќе ни треба за сите поинакви примери, но мислам дека во нашата држава имаме и верувам дека ќе имаме сериозни примери на новинаришта кои што се пример не само за кај нас, туку во европски, во светски рамки. Да, тоа е многу интересно. Без разлика за која професија зборуваме, ако одстапиме од она првично зошто сме почнали, што сакаме да... Еве, јас тотално и различен пример, го имам кажано неколку пати, јас пред неколку години почнав да тренирам кошар, да бидам тренер кошар, кај што сакав да им помогнам на деца, да ги научам да играат кошар, ама и да им помогнам да видат некое, бидејќи гледам како, например, тренериве кај нас се викаат, навредуваат. И знаеш, после година ден од напорна работа, кај што секојдневно ја морав да направам еден реализација, да видам, чека, ја не успевам тоа што сакав да направам, бидејќи поради тоа што премногу работа има, не можеш да се посветиш на тие деца, бидејќи треба да работиш со повеќе и морав да се откажам на некој начин првично, бидејќи чека, ја влегов да им помогнам на деца, ама станувам се повеќе и повеќе како другиве тренери. Да. Бидејќи немаме доволно време, нема доволно ресурси, не е мој клуб, знаеш, мора да работи за некој кој што очекува резултати и така и во можем да замислиме новинарството поради тоа што, знаеш, не влегуваме и сега се е супер и можеме да останеме свој на свој, секогаш имаш некои предизвици кои што или ќе направиш тој таа одлука да окей, ја ќе останам свој на своето, тие се моите принципи, нема да ги менувам, или ќе почнеш од малце, па окей, ова не е толку многу и на крај после 5, 10, 15 години уствари за мене принципите се апсолутна вредност, значи нема тука малку кршење, затоа што или ги има или ги нема и не било лесно, значи ние се сеќаваме, особено ние ќе речам се веќе поискусните новинари, времења кога сме останувале со месеци без плата, кога нашите медиуми биле затворени, значи јас работев во Дневен вестник што се затвори, ние бевме навистина во тешка финансиска состојба тогаш, меѓутоа тие премрежија се пребродуваат. Вие мојата прва уредничка уште во вечер, кога бев уште во култура и забава, ми кажа нешто што за секогаш го запаметив, а тоа беше дека ако немаш образ во оваа професија, немаш ништо. Значи, ако вие успеете да останете доследен, јас, барем од моје искуство е тоа секогаш се враќа на некаков начин. Значи, вие имате име, имате кредибилитет, дури и тие тешки моменти кои што ќе завршат, порано или подоцна, ќе успеете да ги пребродите и потоа ќе дојдат нови прилики, нови можности, нови понуди, затоа што луѓето ќе ве препознаат
како некој кој што навистина си стои на својот став, на својот принцип. Јас не велам дека секогаш сум била во право за нештата за кои што сум се залагала. Да, понекогаш се случува времето да ве демантира, да покаже дека нешто во кое што сте верувале или сте се борела не било исправното, меѓутоа важно е од кои мотиви сте се водале кога сте поддржала или сте се противеле на некакви процеси. Нели, како велат, само човек не може да не го менува своето мислење, нормално е да се расте, да се созрeva, меѓутоа многу е важно тоа да се прави во рамките на кодексот што професијата го има и во рамките на некакви општи морални начела кои што во оваа професија се навистина важни. Ние сепак не сме бизнисмени, не сме маркетинг агенти, ние сме новинари и наш сојузник се граѓаните и граѓанскиот интерес. Да, и го спомна ти, Тереска, целта е јавно добро. Така. Не да се направи профити. Да, на сите нас ни треба да живееме, да имаме, да можеме да живееме и да работиме на некој. Ако ти не можеш ни да бидеш најдобар новинар, ако не можеш да се посветиш на себе. Тоа на почеток што зборавме, апсолутно, значи да, економската независност меѓу другото и од сите анализи е наведена како суштинска за професионалната независност во новинарството. Малите плати меѓу другото се злоупотребуваат и од газди и од политички бизнис центри на моќ за да се држат, да се репресираат новинарите, затоа што човек кој што навистина се бори да врзе крај со крај, тешко му е да го одржи или да се залага за ова за кое што јас сега го зборувам, но повторно ќе речам, значи важно е да се градиш себе си за да можеш да дојдеш до таа некоја фаза каде што навистина едноставно го живееш тоа што го проповедаш и на некој начин мислам дека што знам, значи тешко е времето во кое живееме, не велам не. Порано беше доволно да се работи во една редакција, си работиш, си земаш плата на крај на месецот и тоа беше прилично доволна за да имаш еден нормален живот. Сега за истото тоа, јас работам 3-4 работи, многу и хонорарни ангажмани за да можам нели да се го дозволам животот што го сакам. Значи многу повеќе работа треба за истите примања. Меѓутоа тоа не е само во новинарството така. Значи знаете, тоа нема веќе никаква сигурност апсолутно во ништо. Времињата се такви и глобални кај нас. Да, поготово со ако ги земеме социјалните медиуми и новите технологии кај што уште толку се менува толку брзо да можеме се ние да збориме или за социјални медиуми, можеме и за AI да почнеме да збориме. Да. Колку е само различно и новинарството у таков еден свет кај што денеска може секој да земе и да напише нешто, да биде некој да го види, да го сподели и одма тоа станува вест или не. А може да биде тотална дезинформација или мисинформација. Да. Колку е тоа предизвик или бидејќи нели кога на самите твои почетоци социјалните медиуми не се толку застапени воопшто и да ги нема. Како новинарството тогаш и сега, кои се тие некои разлики кои што тебе ти представуваат предизвик денес? Многу е различно, ќе ја цитирам тука почитуваната Дубравка Угрешич, која што има цела една теорија за тривиализација на информацијата. Тоа е што мене најмногу ми пречи. Значи, јас никогаш не сум работела во медиуми кои што бркале ексклузивитет. Ние никогаш не сме се тепале да бидеме први во тоа што ќе го објавиме, секогаш сум одела на страната на аналитичното. Значи, да се анализира, да се даде контекст, да се најдат вистинските соговорници. Не ми треба ексклузивитет, не ми треба сензационализам, не ми треба тепачка крв пред камери, значи ми треба суштина. И од тој аспект мене не ми пречи многу оваа брзина кој што прв ќе објави, како ќе објави, нели борба за кликови, што е посензационално, но тоа што ми пречи е нешто што задира во суштината на мојата мисија, а тоа е токму тоа уништување на вредноста на информацијата. Кога вие сте преплавени со премногу информации, ризикот е она што е суштинско да помине како нешто што не е значајно. Значи, граѓаните се преполни. Замислете, вие станувате од Савајла и имате буквално, не знам, 50-70 вести кои што ви стигаат со првото утринско кафе и меѓу нив сигурно има некоја која што го заслужува вашето внимание за вие како граѓанин да земете и да анализирате. Дали се работи од економија, политика, па нека еве и култура. Меѓутоа, вие немате време затоа што веќе следната информација доаѓа, па следната тие се секогаш интересни, онака кечи наслови, интересни информации кои што се тука создадени за да вас ве
онеспособат на некој начин длабински да навлезете во темата што е за вас важна. Затоа што порано кога јас ќе земев и ќе прочитав некоја информација, анализирав. Значи гледав да навлезам подлабоко. Еве чисто ќе земам како пример Блискиот Исток. Тоа е нешто што навистина јас не се осмелувам да го анализирам онака длабински, кај нас нели се прави површно, меѓутоа тоа е комплицирана една ситуација. Ако јас сакам да видам што точно во Иран се случува, мене навистина ми треба време. Јас тоа сега нема да го направам затоа што ќе бидам преплавена со милион други информации. Сега за Иран јас немам како I don't have a say. Значи мене не ме ни прашуваат, меѓутоа за македонските состојби како граѓани немам. Одам на избори, гласам. Нашите луѓе се скратено им е правото на суштинска и вистинска анализа, заради тоа што не можат да стасаат, зашто читаат вести за пејачките во Србија, некакви наши тука политички тепачки, едната партија кажа ова, другата кажа ова, третата ова, за некакви, не знам, сензационални вести од Црната хроника и така натаму. Значи, тоа што го велиме, нели, тривиализација на самата информација, каде што се губи моќта на важните информации. И тука веќе мислам дека на некој начин е загрозена мисијата на новинарството да имаме информирани граѓани кои што на избори носат правилни одлуки. Сепак, јас не сум песимист, мислам дека дури едно вакво време, она што е квалитетно новинарство, квалитетна анализа, квалитетно истражување, ќе си го најде своето место и особено затоа што делот од луѓето навистина се презаситени од начинот на кој што самата комуникација се води и на некој начин како што го отворивме муабетот со бегање во себе, така бегаме и од овој информативен систем и си наоѓаме своји островчиња каде што можеме навистина да прочитаме нешто и да дознаеме за состојбите од некој на кој што му веруваме. Да, ја моментално сум во таа ситуација да исто, кој што каже Переска, не знам, не следам не само наша дневна политика, воопшто дневна политика, ама ако не знам дека еве сега со последните случувања го снимаме ова неколку дена откако Израел и Иран повторно се актуализираше тоа што се случува таму. Знам дека имам неколку луѓе кои што ако сакам да дознам повеќе информации за ова конкретно оваа ситуација, знам дека нема да одам сега да отворам вести, не знам, на било кој сајт без разлика дали е наш или странски, туку кидам кај одреден новинар, одредена личност, каде што знам дека поради тоа што го следам можеби со години или знам дека ќе ги добијам информациите што ми требаат. И тоа е, знаеш, некојаш јас сам навлегувам у тоа да ќе почнам така и се супер, ама после тоа сакам повеќе да дознам и навлегуваш во тој некој свет кај што ова се премногу информации. Ама е на некој начин дисциплина и пак е тоа што зборавме на сам почеток е нешто кое што мораме да бидеме нема да си дозволам сега да идам на Facebook, на Instagram, кај да е, пошто сега секаде и на TikTok има сега информации. И ќе бидам дисциплиниран и ќе само тоа што сакам да знам ќе одам и да ова го начнува и тоа што го споменавме колку е важно, особено во оваа професија, човек да си изгради имидж на некој кој што е доверлив, човек од доверба и дека секогаш вашата публика, луѓето на кои што се обраќате, најважното за нас како новинари е да ни веруваат, затоа што во моментот кога тоа ќе се изгуби, заудно е потоа. Мислам, не знам, нема никаква цена која што вреди за најважното нешто да се продаде. Да. Колку е тешко за тебе како некој кој што сака длабински, аналитички да навлезе за некои прашања кои што се важни, за кои што треба да се зборува, тоа што еве на пример денеска ретко кој чита повеќе од не знам, 1, 2, 3 пасоси, 15 реченици и толку ако е супер. Колку е тешко да тоа преска што зборевме, можеби бараш начини да пократко ја кажеш приказната или место 1 сат епизода 15 минути, бидејќи знаеш дека луѓето имаат толку реално нема да потрошат
саат време на нешто. Колку е тешко за тебе? Многу е тешко, да, навистина е тешко затоа што вакви некои теми навистина бараат екстензивност. Значи нема начин на кој што вие можете да објасните некој сериозен конфликт или сериозен скандал за употреба во 3 реченици. Значи може само да го начнете, може да биде тригер, меѓутоа повторно мора да ги навлечете луѓето да го прочитаат сето тоа. Тешко е, но не е неизводливо затоа што ете повторно како луѓето како вас кои што навистина ќе бидат заинтересирани, ќе сакаат да дознаат повеќе и тоа е многу важно. Во моментот кога ќе отворат да не се разочараат. Значи навистина да понудите квалитетна анализа, квалитетно истражување со сите страни застапени, со навистина соодветни информации кои што била добро новинарски обработени и така натаму, но да, мислам самиот начин на кој што информативните системи функционираат во последниве години, значи тоа е тој медиумски популизам кој што оди рака под рака со политичкиот популизам, се хранат еден со друг. Создадени се така за тоа што го споменав, граѓаните да немаат многу време да размислуваат, се оди на едноставни решенија за многу сложени проблеми и на тој начин се купуваат гласачите, па и читателите или верните поддржувачи медиумски. Како тоа, според тебе, влие врз ајде кажеме се дека збориме за менталното здравје не само на вас како новинари, туку и кај тие што ги добиваат тие вести, таа некоја култура на breaking news е нешто сензационално. Како тоа влие кај луѓето? Сега ќе откриам нешто во последниве месеци, нешто што го работам со мојот драг колега Назим Рашиди за прв пат не само во Македонија, во целиот регион на Југоисточна Европа воведуваме конструктивно новинарство. Тоа е еден нов концепт кој што е почнат од Скандинавија, каде што голем дел од моите колеги кои што таму живееле и работат, сватиле дека фокусот исклучиво на конфликт, на крв и на негативни, условно кажано, вести, иако нас не учеле дека нема негативни и позитивни, на вести кои што носат само некакви скандали и лоши информации, дека е многу штетни, се многу штетни, значи тој самиот фокус е многу штетен за целата демократија. Зошто? Затоа што луѓето забораваат дека во сите општества, па дури и вакви софалинки како нашето, има позитивни примери. Значи, кога секогаш велиме дека кај нас ништо не функционира, тоа е апсолутна лага. Значи, нели, и како новинари не треба да прибегнуваме кон тој речник. Имаме должност, освен тоа што ќе кажеме, што е она што е проблем, кој е виновен за тој проблем. Имаме должност да кажеме и како да се реши. Значи, понудувајќи решенија, ние градиме култура на диалог. Градиме култура каде што агресијата, меѓусебните пресметки, она цела битка за крв, ќе се стави некаде во втор план. Овој процес што го почнавме е баш со обука на млади новинари, кои што ги обучуваме во овој дух дека и позитивните примери вредат внимание. Значи, ако речеме дека во судскиот систем ништо не функционира, дека сите судии, сите обвинители се корумпирани и така натаму, тоа не е точно. Секако има еден, двајца, тројца, кои што се професионалци, се држат до себе, дали е тоа во новинарството, дали е во судството, дали е во образованието, најдете го тој добар наставник, најдете го тој добар јавен обвинител, најдете го тој добар судија, најдете добар спортист, добар тренер. Значи, дадете му медиумски простор за да покажеме која е неговата тајна на успехот. Како тој успел и во еден ваков руиниран систем да си ги одржи сопствените принципи, да ги шири, да шири мисија која што е во согласност со неговите верувања. На тој начин ќе мотивираме. Јас мислам дека што повеќе даваме простор на успешни луѓе кои што се навистина свој на своето во своите професии, во своите обкружувања, на тој начин ќе се шири повеќе нашата теза дека можеме, дека и од нас нешто ќе биде, а не дека ништо од нас не бива и дека навистина ништо не функционира, затоа што тоа создава една, зборуваме нели за менталното здравје, една матрица која што е многу деструктивна. И велејќи дека сите се никакви, дека сите не знам, студентите нечи, наставниците нечи, значи не е така. Мораме да се фокусираме на добрите примери. Она што е важно, правејќи го ова, да не создаваме розева реалност, да ги криеме проблемите под тепих и да замачкуваме очи па дека се е супер. Не, нештата не се добри, меѓутоа еве како можат да станат подобри. И на тој начин мислам дека и новинарството треба да расте и да се развива, значи одејќи од детекција кон самите проблеми, одејќи чекор натаму и кон понуда на некакви решенија. Многу е лесно да се навлезе у една или у друга крајност.
или ништо не чини, Така е. се црно или пак се розово. Точно тоа се ризиците, да. Тука е она таа тенка линија кај што е многу важно, тој некој баланс, таа некоја хармонија помеѓу, окей, чекај, да, ситуацијата е таква каква што е, ама не е крај на светот. Има тоа. Да. Има излез. Секогаш има излез, да. Така. Сега некојаш е потежок, некојаш полесен, ама секогаш може да се најде некакво решение. Мислам дека е многу нездрав дефетизмот со кој што ги труеме младите генерации, дека токму таа реченица, дека од нас ништо не бива, ги поттикнуваме да си ја напуштаат земјата. Не осудувам при тоа, никого се разбира. Мислам, апсолутно секој има право да си замине, да си твори, да си баре среќа надвор, сето тоа е во ред. Меѓутоа, со повторувањето на матрицата, на таа ментална матрица, и дека ништо не функционира, дека ништо не чини, тоа не е решение. Дури да е така, еве да се согласиме дека ништо не чини, само ќе констатираме или ќе се потрудиме нешто да смениме. Значи, тоа е клучната разлика. Дали ние, како индивидуи, правиме се што е во наша моќ, ако веќе сме решиле да останеме тука, ако не во ред. Меѓутоа, да останеш тука и постојано да зборуваш дека ништо не чини, ништо да не правиш за нешто да промениш, за мене тоа е врв на дефетизмот и потрошен живот. Да, јас верувам у тезата дека ние, еве, моја генерација и помали, да растени сме со тоа, окей, успех е ако си идеш од овде и пак, ништо не чини, све е корумпирано, сите се корумпирани, и некојаш одуката да останеш е многу потешка, и затоа, еве, можеби се надевам дека, еве, и јас со разговори, јас секојаш викам, сакам прво нешто овде да сменам, да направам, па после тоа може да си одам. Така или да, не знам, се обидам. Да, бидејќи не ми е. Сега кај мене и она кое што сакам, го имам тоа, окей, затоа сум сакал валјда и политика или новинар, тие некои која сите сакале да идат IT, компјутерски технологии. Да. Јас секогаш сум сакал тоа да бидејќи гледам колку само ние можеме. Ако не гласаш, немаш право да се буниш за работите кои што се случуваат, ама исто така и не е доволно само мора нешто свое. Без разлика тоа дали ќе биде. Затоа еве, можеби не сакам повеќе председател да бидам, бидејќи гледам колку само дојдовме до тоа. Дојдовме. Новинар. Нема да избегаш. Сватив дека во еден момент дека ја многу поголема разлика можам да направам со луѓето околу мене. Така. Отколку да бидам председател на Македонија. Бидејќи ако сменам моето обкружение им помогнам, не знам дали еве деца кои што и ден денеска ги тренирам, ако на нив 12 им помогнам да имаат некој здрав видик, некој да гледаат здраво на работите, јас сум завршил многу поголема работа отколку да бидам 4 години председател на Македонија или 5 години председател на Македонија. Апсолутно се менуваат перспективите на некој начин. Имав едно интервју со сега веќе покојниот Герк Конрад, еден од најдобрите писатели во векот во кој што живеевме, односно или 20-тиот. Тој е унгарец кој што голем дел од својот живот го живее во екзил, затоа што не е многу погоден за системот таму и твори. Има во една од неговите книги пишува токму за тоа, за таа одлука да се остане некогаш колку е тешка. Секогаш се враќал. Значи колку и да бегал, секогаш се враќал во Унгарија и јас бев кај него дома, така беше интервјуто. Разговаравме, беше председател на Светската организација на писатели и во едно од прашањата го прашувам зошто секогаш се враќавте, зошто не заминавте. И ми вели затоа што секаде има идиоти. Значи секаде има идиоти. Лошите дечки се насекаде во светов. Овие идиоти барем ги знам. Ова се мои идиоти. Сите мани им ги знам и тука мојата критика е најгласна. Значи тука кога ќе кажам најмногу боле. Нели нашиот Горан Стефановски вели домот е од каде што ти се вестите. Значи сите тоа го кажуваат, каде што боли. Тоа што го читате, мислам дека се до оној момент додека станувам наутро и важно ми е што се случило во мојата земја, мислам дека немам срце да заминам, затоа што залудно ако јас сум во Шведска или во Америка, ако утрото го почнувам со првите вести од Скопје. Да, многу е да јас имав таа можност да бидам во Америка на година за време на средно, кај што размена на студенти. Едно од правилата кое што го имаше самата програма е да имам контакт со моите или со луѓе од Македонија само еднаш неделно и тоа неколку сати.
И Како болеш? на почеток ти е како нема шанси да можам, ама после тоа сваќаш дека мене тоа многу ми помогна, бидејќи јас знаев, оке, се враќам, немав тоа чувство да премногу ми фали, бидејќи знаев дека се враќам. Е временски ограничено. Да, а исто така ми дозволи јас да бидам присутен таму. Да не се грижам што прават моите, така. Ги слушам еднаш неделно. Знаеш дека се добри се добри се, ако нормално се, ако се случи нешто, сигурно дека има како да стапат у контакт со мене или јас со нив. Да, меѓутоа спокој ти давало тоа што знаеш дека е временски таа некоја структура кај што јас сега ќе се посветам на животот таму, запознаеш нови луѓе, а вака ако ти што викаш без разлика може кај да си, ако првото нешто што го правиш е гледаш што се случува таму кај што не си, душата не ти е на место. Значи ако душата не ти е на место, заудно е се. Затоа мислам дека одлуката да се замине и апсолутно исправна кога веќе си завршил со тука. Ако мислиш дека немаш веќе што да очекуваш, немаш што да дадеш, и јас мојот живот го гледам на некое друго место, тогаш е навистина исправно. Но ако си поделен, физички си таму, а душата ти е на ова место, мислам дека не можеш да бидеш продуктивен ниту таму каде што си. Да. Ако ништо друго ќе бидеш несреќен на тоа. Тоа е на крај зошто ги правиме работите што ги правиме. Дали која ни е целта, која ни е таа некоја што не движи во животот, дали повеќе пари, среќа или нешто измеѓу, и да се запознаеш тоа секогаш ми текнува Џон Ленон, нели имаше, мислам дека беше Џон Ленон, кога го прашале што сака да биде кога ќе порасне. Среќен, тоа е. Тоа е. И тоа, ама пак секој ја носи таа одлука и живее со таа одлука и ги сноси последиците, дали позитивни или негативни. Како што рековме, среќата исто е различна, нели, дефиницијата за среќа од човек до човек, и кога си ја барате сопствената среќа, ако успеете да ја најдете во географската положба во која што сте во ред, меѓутоа ако не апсолутно дека е дозволено напуштање. Сега твојата професија е едно интересно, бидејќи е подлежна, мислам сите гледаат, знаеш, јавна е. Јавна е. Сите гледаат дали ќе направиш грешка на телевизија или па и во пиша медиум или знаеш некојаш ќе имаш, можеби имало новинари кои што ќе сгрешат цела репортажа и се тоа. Колку врз тебе тоа влијаеше на самиот почеток и како и што ти помогна да доеш до таму кај што сега ги прима, како ги примаш сега работите? На почеток многу тешко, морам да признам. Во првите години мислам дека се јадев за секоја грешка, дури ако не знам, некаков збор или некаква запирка не биде добро ставена како што треба, мислам дека со денови размислував како тоа можев да се го дозволам, за да потоа сватам дека тоа е составен дел од растењето. Сега не се вознемирувам за грешки, освен за некои, не дај Боже, суштински, каде што апсолутно постои демант, постои извинување, што е важно во новинарските грешки, да не се направени намерно. Значи, таа е разликата кога ви имате грешка која што е создадена од брзање, од погрешно информирање и така натаму, и грешка, односно тенденциозна погрешна информација која што ја пласирате со цел да наштетите на некој поединец или на некаков процес. Тоа не ми се случило и затоа одговорно тврдам, никогаш не сум била извор на дезинформации. Мислам дека на една грешка се сеќавам, тоа не беше на новинар, јас бев уредник и апсолутно нели јас земам информацијата без проверка, верувам на новинарот и не беше ни негова злонамерна грешка, туку беше грешка во информација како беше прочитан извештај од Завод за ревизија. Се однесуваше на општина Струга на некаква злоупотреба, зборувам пред 12-13 години. Да речам, наместо 50 милиони злоупотребени, нашиот новинар напишал, не знам, 60. И да, навистина, јас после проверив грешка во информацијата. Она што беше смешно е што стига демант следниот ден или после 2 дена од градоначалникот, каде што тој самиот вели не сте толку повеќе. Значи, и
Не знам дали мислам навистина беше на онака бурлеска од Демант и ја објавивме апсолутно и рековме да сме сгрешиле, помалку сме пишале, вие повеќе имате заупотребено во рета. Не знам дали се должи тоа на една исклучителна транспарентност или се должи на проста погрешна математика од кабинетот, али во секој случај на тоа ми останува онака како една меморија од тоа време, но не сум имала некои такви случаи каде што сум требала да се извинам или нешто. Навистина внимавам особено кога се работи за деликатни информации, бројки, податоци и така натаму. А како например, сега ги спомнавме и социјалните медиуми, како тоа влие врз тебе како новинар, кај што секојдневно има коментари за твојата работа, за тоа што известуваш, поготово кога си на телевизија уште толку. Дали тоа некојаш ти влијаело врз тебе, ментално, кога зборуваме за ментално здравје? Не знам, мислам дека сум се изградила да бидам доволно силна за да не ме допираат многу негативните коментари, кога гледам дека се несуштински. Значи коментари за тоа како изгледам или како нешто сум кажала или не знам, некакви навреди, лаги, се што сум читала, мислам тоа навистина не ме допира. Коментари кои што се суштински се однесуваат на мојата работа, ги сваќам како мотивација. Значи, имало ситуации кога читател, гледач, кој што гледам дека ја цени мојата работа, го цени трудот што го вложувам и кога има некаква забелешка, таа ја примам и гледам да ја обработам. Значи, имало ситуации кога од такви коментари произлегле цели нови емисии, произлегле подлабински истражувања, сум имала сугестии за гости кои што сум ги викнала, па испаднале одлични емисии, така што може да биде многу конструктивна критиката, меѓутоа мислам дека барем после толку години сите сме доволно искусни да сватиме кога критиката е конструктивна, кога онака кажана за да ве демотивира или да ве повреди, и треба човек да си биде доволно силен, многу е важно од кого доаѓа. Мислам дека не знам, јас да земам да критикувам некој како земјоделеца, зошто би го повредило, кога јас не се разбирам во тоа. Така што доколку некој кој што навистина се разбира, експерт во таа работа, ми упати критика, ќе се замислам. Но доколку се работи за некој кој што навистина нема познавања, а претенциозно сака да искоментира, тоа нема да ме допре. И се едно од пред снимање, док се спремам за разговорот, мене ми е интересен тој аспект дека ти не работиш само со луѓе туку и надвор, поготово сега со емисијата Агенда 35, така? Дали се, например, политичарите, луѓето во политиката поразлични надвор од тука и како е за тебе тој цел процес, бидејќи многу можеби е поразлично, можеби е исто, ама и како кај тебе иде, дали исто се спремаш за тие разговори, на што се фокусираш кога разговараш со луѓе надвор од Македонија, го имаме тој аспект на јазик исто. Нели нормално се на нас не е полесно македонски ако не е прв јазик, ама и самиот разговор на англиски јазик. Какво е тоа искуство на известување од Треба повеќе спремање дефинитивно. Дали се исти, има и различни. Сум запознала секакви, дома и надвор. Луѓе кои што се подготвуваат за средба, луѓе кои што навистина си ја знаат работата и луѓе кои што се импровизатори и аматери, не дека нема надвор, тоа е апсолутна лага дека политичарите надвор се цвекиња. Не е точно. Сум имала непријатни разговори, интервјуа, каде што сум имала тешки прашања кои што сум ги поставувала. Она што, например, не ми се случило досега е некој да побара прашања однапред. Значи, зборуваме за теми, меѓутоа никогаш не се случило некој странски министер. Јас сум имала интервјуа со председатели на држави, со министри, обично за надворешни работи или за европски прашања. Никој не побарал прашања. Кај нас, например, тоа може да се случи, иако никогаш не ги даваме. Значи, тоа е практика во новинарството, теми даваш, прашања не.
Меѓутоа таму тоа не е ни ишу, значи едноставно никој тоа не го бара, кабинетот го подготвува. Многу е попрофесионално од аспект на тоа како изгледа. Значи кај нас има поголема импровизација, затоа што и самите кабинети на политичарите се прилично импровизаторски. Знаете партизацијата колку е важна. Нашите кабинети се главно полни со партиски луѓе кои што се лојални блиски, а таму често пати знае да се случи да се смени гарнитура, кабинетот да остане. Затоа што тоа се државни службеници кои што работат за институцијата, па ако замине првиот човек, тие му служат и на следниот што ќе дојде. И тука гледате една сериозност. Значи, вие таа структура на државниот апарат тука недостасува и тоа веднаш се забележува. Друг аспект е што сме мала земја и што после неколку години веќе се знаете со сите. На почетокот јас тоа секогаш си го давав како предност, кога многу млада почнав и многу соговорници ме доживуваа прилично несериозно, затоа што нели млада девојче секогаш има и мизогинија. Но тоа јас успев да го свртам во моја корис, значи тој ќе дојде апсолутно неспремен на интервју, мислејќи дека оваа млада девојка ништо не знае, јас ќе дојдам подготвена и на крај апсолутно тоа ќе биде 1-0 за мене, меѓутоа после ќе ве научат. И на следното интервју тоа можете еднаш да го искористите, да. Така што толку беше. Да, има разлика. Не знам, мене ми е предизвик затоа што навистина носам гости кои што тешко се гледаат пред македонската јавност и јас самата уживам во тие разговори, затоа што друго е кога зборувате за политиката на проширување, измените што Европската комисија ги планира со министерката за надворешни или за европски прашања на Данска или на Шведска, друго е кога анализирате за тоа без да ги сретнете тие луѓе, затоа што на тие интервјуа едно е тоа што се зборува пред камера, но други се брифинзи, разговори пред и потоа, каде што навистина учите за тоа што во позадина се подготвува, ги следите процесите од блиску, така што за мене како некој кој што сака да биде и експерт во полето што го покрива е многу важно. Да, и тоа е многу важно, тоа би го спомнал на самиот почеток. Знаеш, ти сега да ги правиш тие интервјуа, а тоа да ти биде само мал дел од твоето известу или тоа што работиш, а си не знам, голем дел од тоа известуваш и зборуваш и пишуваш за, не знам, случувањата во Македонија, е многу поразлично, ако како тебе тоа ти е цел фокус и ти и е многу важно да и верувам и полесно ти доаѓа бидејќи знаеш за што зборуваш кога поставуваш прашање. Да, ги знаете процесите, ги знаете сите скриени нешта кои што тие се обидуваат доста надскриени, вие сакате да ги откриете. Знаете што е во позадина, ги знаете процесите кои што се најавени или следуваат. Така што многу е важно човек да биде специализиран. Порано тоа беше и правило некако на некој начин во новинарството, затоа што редакциите беа поголеми. Па имаше колеги кои што си се фокусираат на, не знам, земјоделие, колеги кои што се фокусираат на надворешна политика, на натрешна политика, сега зашто се мали редакциите, се случува колеги да покриваат се. Тоа е малку потешко. Да. Гледам на времево. Се разборавме. Сега да те прашаме да завршиме разговорот. Како е еве сега од еден новинар на некој начин и можеби као совет, како е еден човек кој што сака да биде во текстова со настанети да, знаеш, да не биде скроз сега не ми е важно ништо, ама исто така да не биде окей, ова е премногу, како да се изгради таа една медиумска писменост за да влијае на нас и ментално и информативно, да можеме да се справуваме со информациите што ги гледаме. Мислам дека е важно практично твојот рецепт за примање на информација е многу здрав. Се наоѓате медиуми, се наоѓате луѓе на кои што верувате и вестите ги примате од таму. Важно е човек да се заштити себе си од наплив на секакви информации, дел од нив неточни, дел од нив сензационалистички, најстрашни со нешто се полуточни. Секогаш велам со некоја точка вистина внатре, тоа е ужас. Значи најдете си медиуми кои што се релевантни, се уште има такви. Земајте ги вестите од таму. Читајте тоа што мислите, луѓето на кои што мислите дека треба да им се верува, читајте ги и истражувајте. Мислам дека барем во денешно време тоа што таа иронија дека се е толку достапно, а повторно се луѓето и медиумски
имаат проблем со медиумската писменост и неинформирани до крај, тоа е навистина иронија. Меѓутоа, навистина на интернет не е се црно. Има толку многу информации, толку многу може корисан да биде интернетот. Човек малку време му треба за да навлезе ако нешто сака да го добие како информација. И мислам дека барем секој интелектуалец не може да се дозволи да биде неинформиран, без разлика со која професија се занимава. Новинарството е столбот, медиумите се столбот на демократија. Клучно е луѓето да бидат информирани. Морате, мислам, колку и тоа да ви звучи не до крај пријатно во овие времења, кога вестите не се многу пријатни, мора човек да биде информиран, но важно е да се најде тоа време за себе, тие 20 минути во бањата или каде и да сте, за да може тоа да се процесира и да се насочи потоа во вашите дневни активности. Да. И сега за крај јас секој гостин го прашувам кое е нивното прашање за оние што не слушаат. Значи, ако некој издржал до крај да не изслуша сад време, што би ги прашал? Како сте? Како сте? И ако сте добро, продолжете така, ако не, најдете го одговорот зошто не сте.